Добро вечер, вие сте со пресинг на Алфа телевизија. Вечерва наш гостин е Бранко Црвенковски, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Црвенковски, добро вечер и добро дојдовте во пресинг. Добро вечер, добро дојдов. Премиерот Груевски ве обвини за државен удар, за тоа дека не ве интересира имиджот на државата, дека во стилот на Гадафи живеете во свој свет со сериозна доза на алтруизам или аутизам. Па да почнам со последно со алтруизмот. Не сум сигурен дека Груевски има толку високо мислење за мене и дека на тој начин сакаше ме додели комплимент. Мислам дека повеќе се работи за негов обид да користи зборови што не ги разбира и на тој начин достави впечаток на поголема интелектуалност. Инаку во понеделникот не е точно како што вели власта дека бил спречен државен удар во Македонија. Во понеделникот се случи државен удар. Од понеделник наваму Македонија повеќе не е парламентарна демократија, тоа е земја во која што беше на најгруп, највулгарен начин изгазен и ставен вон сила уставот на земјата, законот за работа на собранието, деловникот за работа на собранието, со физичко насилство од страна на представниците на полицијата, беа претепани новинарите, тепани и сфрлени од собраниската сала пратениците. Со еден збор Македонија стана партиско-полициска држава, режимска држава, и во целото ова зло што ни се случува како народ и како земја, има само едно мало добро, ако можам така да го наречам, барем сите маски паднаа. Стана сосема јасно каков е карактерот на оваа власт, или поточно речено на врхушката на оваа власт, бидејќи верувам дека најголем дел од луѓето, па дури оние полицајци кои што применуваат сила, едноставно само спроведуваат директиви и наредби, како што впрочем тоа го прават и многу вработени во администрацијата, многу вработени во судството, во разни институции. Карактерот или карактеристиката на една недемократска, тоталитарна власт е кога во што е можно помал број на луѓе се сконцентрира целата моќ. Македонија... Добро, вие се обидовте ли на сила да ја преземете власта? Каде тргнавте кога го пробивте кордонот? Како ги слушнав тие квалификации? Како тоа на сила? Со која сила? Со кое оружје ние тоа тргнавме? Барем да имаше некој од луѓето што беа таму, барем некој стап во рацете. Значи, единствената причина зашто го пробивме кордонот беше информацијата која што ја добивме од собранието дека во тој момент ни ги претепуваат нашите колеги, пријатели, соработници, пратениците од опозицијата. Што друго можевме да направиме? Каква друга човечка реакција освен да се обидеме да им помогнеме? Единствената цел зашто го пробивме полицискиот кордон беше да влеземе во собранието и да им пружиме помош на пратениците од опозицијата. Груевски вели дека народот бил на негова страна, а со вас биле 3000 ваши приврзаници. Па пазите, ние не се судривме со други луѓе граѓани. Ние се судривме со полиција. Полицијата беше таа која што ги извади пендраците, која што беше во фул опрема, како да се спрема да оди на некое воено боиште. Во собранието полицијата беше таа која што ги отстрани новинарите, која што ги малтретираше, тепаше и избрка од пленарната сала пратениците. Ако за Груевски полицијата е народ, тогаш можеме да правиме муавет. Уште еднаш ќе повторам, тоа го кажав во изминативе неколку дена во повеќе наврати. Единствениот кој што хушкаше народ на народ, граѓани против граѓани, на овие простори во изминативе 20 години тоа беше Милошевиќ. Тоа со години наназад го прави Груевски. Не само сега во понеделникот, да се потсетиме. Пациенти против лекари, студенти против професори, контрапротестанти против протестанти, не знам, земјоделци против земјоделци, бизнисмени против бизнисмени, работници против работници. Цело време оваа власт се обидува да го исконфронтира народот, да го подели и испокара помеѓу себе. Ја тврдам дека нема по-неодговорно однесување. Нема политика која што може да нанесе поголемо зло на оваа земја од создавањето на зла крв меѓу луѓето. Не делеа на патриоти и предавници, не делеа на верници и неверници, на антички словенски македонци, не делеа на транзиционери и преродбеници.
еве конечно на крајот му успеа. Никола Груевски успева да го подели и да го исконфронтира меѓусебно народот до точка на вриење. Ве закачи ли вас некој од тие удари од пендреци? Да, ама не е тоа битно. Тоа не е битно. Значи, пазите што се случува. Гледам овие 2 дена нивните постапки. Вчера го гледам соопштението од Министерството за внатрешни работи дека од снимките идентификувале кои биле лицата кои што први го пробиле кордонот и против нив се преземени соодветни мерки, поднесени се пријави и така натаму. Еве пред целата македонска јавност сакам да кажам. Нека не се глупираат. Сите камери тоа го видоа. Сите новинари, сите присутни регистрираа. Ја бев првиот што го прерипав оградата и го пробив полицискиот кордон. Одма до мене беа Зоки Заев, Зоран Јовановски, Стефче Јакимовски, значи членовите на раководството. Што ги малтретираат тие млади луѓе кои што беа апсолутно недолжни и кои што беа само дел од масата која што на тој начин реагираше. А ако имаат нешто, ако сакаат да истеруваат некаква репресија до крај, да бараат виновници кои се тие што први го пробиле кордонот, еве ние сме јасно. Нека преземат мерки. А очекувате ли можеби нешто такво да се случи? Видите, ние имаме власт од која што се може да се очекува. После ова што се случи, се може да се очекува. Јас сум на све спремен. Ако сакаат да преземат мерки, не знам, притварање, апсење, знаат кај живеам, знаат кај работам, нека повелат, јас ги чекам. Ајде да расчистиме уште едно обвинување. Значи, политичките опоненти ве обвинуваат дека буџетот, расправата околу буџетот, вашето недавање да се изгласа буџетот таков како што беше предложен од владата, е само повод за тоа да ја внесете земјата во хаос. Добро. По голема небулоза ја не сум слушнал. Од кога тоа расправа за буџетот, за тоа како се трошат народните пари во една нормална земја е вовед во хаос? Од кога тоа? Во која тоа друга држава го има? Па погледнете околу нас што се случува. Еве токму во овој период. Добро, секаде буџетите се... Гледате во Америка, најверојатно нема да се донесе буџетот. Се прави сериозна дискусија, конфронтација помеѓу републиканците и демократите. Најверојатно нема се донесе буџетот, како и многу пати досега и ќе се влезе во следната година со преговори се дека не се постигне некаков компромис. Погледнете низ Европа што се случува во Полска. Тие викаат каде има тоа 1200 амандмани. 6000 амандмани имаше за расправа околу буџетот во полскиот парламент. Во Словенија граѓаните бараат на референдум да го потврдат буџетот за наредната година. Тоа е едно од барањата и тоа сериозно се разгледува. А околу што посериозно да расправаме? Околу што да има повеќе дебата, ако не од тоа, околу тоа каде и како се трошат парите од овие граѓани во едно тешко време во кое што огромен број на граѓани се соочуваат со паѓање на стандардот, со огромна сиромаштија, огромна невработеноста. И што е тука нелогично во инсистирањето на опозицијата? Наместо да се земаат нови заеми и кредити, кои што ќе мораме сите ние да ги враќаме, да се пристапи кон штедење од страна на владата на непродуктивните трошоци, кои што ги има. И сега ги има во овој буџет, се предвидени пари за општина Центар 14 милиони евра за нови споменици и фонтани. Денеска прочитав негде во медиумите, на порталите, дека општина Центар размислува да објави дека ќе се поставуваат нови 5 споменика. 10 милиони евра во буџетот се предвидени за економски промоции и владини реклами. 18% се зголемени трошоците за патни трошоци и дневници. Зарем сега, во ова време кога секое наше семејство немаат луѓето пари да си ја прослават нова година, Божиќ. Го слушам Груевски вели, наместо луѓето да се релаксирани и посветени како ќе ја дочекаат нова година, како да бидат релаксирани со празни џебови, со празни трпези, а цело семејство се собрало. И сега во едно такво време 18% да бидат зголемени средствата за патни трошоци и дневници. Па не може ако секое семејство, секоја фамилија, секоја фирма, секое предпријатие се соочува со огромни проблеми, мора да штеди. Зошто само владата на Република Македонија да продолжи да се луксузира, да троши не свој пари, пари од народот, на непродуктивни трошоци,
И на крајот, ќе го кажам тоа отворено, да задоволува фрустрации на одделни луѓе, бидејќи ова што се случува со Скопје 2014, од почеток ни изгледаше забегано. Сега веќе немам збор како тоа да го опишам. И не застануваат, нема мерка у целата работа. И секогаш ние сакаме таква дебата да отвориме. Кој од овие работи што ги кажам, кој од овие аргументи што ги изложуваме не е логичен, не е во интерес на народот, не е во интерес на државата. И замислете, со такво инсистирање, ние сме сакале да направиме хаос. Не. Со ова што ние го баравме, всушност баравме да прекине хаосот во кој што не внесува оваа влада, бидејќи ако оваа политика продолжи, а гледаме дека немаат намера да ја коригираат или запрат, на Македонија, ако не сега, ако не за 6 месеци, за година дена, за година и пол, не и бега грчко сценарио. И таму постоеле влади кои што лесно земале кредити, не постоела опозиција која што на времето рекла чекајте, стоп, на што одат овие пари? Еден ден ќе мораме овие долгови да ги враќаме и еве денеска гледаме што им се случува на грците. Цената не ја плаќаат тогашните премиери или тогашните министри за финансии, тогашните политички лидери. Дури напротив, нив ги наоѓаат на списоци на луѓе кои што имаат огромни суми на средства во швајцарски банки, во западни банки, излечени од Грција. Цената на сета таа погубна политика во Грција ја плаќаат обичните луѓе, народ. Наша обврска како опозиција на тоа да предупредиме и да направиме се тоа да не се случи. Меѓутоа, да се разбереме, веќе сега буџетот не е најголемиот проблем. Македонија, само извинете, Македонија повеќе не е нормална, демократска и правна држава. Ако на ваков насилен, брутален начин се постапи спротивно на устав, спротивно на закон, спротивно на процедура. Пази, ние денеска имаме нелегален буџет. Донесен буџет на нелегален начин, криминален буџет. Бидејќи на криминален начин беше донесен. Во време кога сите инсистираат на процедури. Вие најавивте кривични пријави. Ја лоциравте одговорноста во председател на Собранието Велјановски и во Министерката за внатрешни работи Јанкуловска. Значи, искрено. Трајко Велјановски е ситна риба за да нареди такво нешто како што се случи во понеделникот. Добро, тој го префрли вината на обезбедувањето. Не, на крајот ќе завршат на портирот. Значи, она што се случи во понеделникот е сосема јасно, може да биде само сценарио одобрено и наредено од Никола Груевски. Меѓутоа, ако говориме за кривична одговорност, таа мора да се заснива на некакви правни аргументи. Значи, правните аргументи говорат дека може кривична одговорност да се лоцира кај председателот на Собранието и втора работа кај Министерката за внатрешни работи. Инаку, апропо, што велите дека ја лоцирале одговорноста кај обезбедувањето во Собранието. Пазите они како се обидуваат да ја релативизираат целата работа. Значи, Груевски вели, изразувам жалење за одлуката која што не требала да биде донесена за начинот на кој што биле отстранети новинарите. Иванов, председателот на државата, ја дава истата формулација. И на крај излегува и Трајко Велјановски, председателот на Собранието, и вели, јас не сум издал наредба, тоа била одлука на собраниското обезбедување. И сега вие имате ваков резултат на нивните изјави. Дека оваа држава, полицијата постапува без било чија наредба. Па тоа е дефиниција за полициски пуч. Али знаеме дека тоа не е така. Дека само се обидуваат. Мене, она што најмногу ме иритира, и тоа е за Груевски веќе позната работа. Он нема појма од ништо. Он не знае ништо. Отпосле разбрал. Он немаше никаква информација за амнестијата на хашките случаи. Тоа била одлука на Собранието и он што да прави? Мора да ја спроведува. Он немаше никаква информација за признавањето на Косово или за утврдувањето на границата со Косово. Едноставно, тоа била одлука на Собранието, морал да ја спроведува. Уште тој негов пристап е почнат уште од времето кога беше министер за финансии. Тој ги има подпишано сите договори, сите анекси за продажбата на ОКТА, не знам ја. Јас кога се расправаше на владата за тоа прашање бев излезен. Ако ништо друго, ако веќе ги издаваш наредбите, и ако цела држава ја внесуваш во хаос, преземи ја одговорноста. Преземи одговорноста пред целиот народ и кажи јас сум тој. И сега на крај кои се одговорни? Некои таму лица од обезбедувањето. Тие ги тепаа пратениците по сопствена волја.
тие ги отстранија новинарите по собствено решение. Никој ништо не знае. Најавивте движење на отпорот, поинаков, соодветен на приликите, како што велите, и карактерот на овој режим. Поддршка на секаков облик на граѓанска непослушност, секаков вид на отпор, митинзи, протести, блокади на сообраќајници до петок навечер. Во сабота најавивте протест пред седиштето на ВМРО ДПМН. Што понатаму? Да, значи ние во овој период ги најавивме активностите само до сабота. Се разбира дека веднаш после Нова година продолжуваме. Јас кога ја одржав пресконференцијата соопштив дека некои од активностите ќе ги најавуваме, некои нема ги најавуваме. Некои ќе ги најавуваме многу порано, некои непосредно пред да ги реализираме. Зошто? Затоа што имаме власт што се користи со полициско-удбашки методи. И би биле наивни ние да и соопштуваме однапред кои се нашите намери и да и дадеме шанса да си подготвува своји контрасценарии. Значи, да, во сабота ќе биде еден протестен собир пред седиштето на ВМРО ДПМН. Зошто пред седиштето на ВМРО ДПМН? Па ние сме партиско-политичка држава. Одлуките не се носат во парламентот. Парламентот стана една партиска испостава на ВМРО ДПМН. Значи, таму, ако е ВМРО ДПМН партијата која што ја узурпираше државата, логично е, најлогично е да протестираме пред седиштето на таа партија. Веднаш после Нова година, значи нема на било кој начин да внесуваме немир кај граѓаните за деновите кога се слави самата Нова година, меѓутоа веднаш после Нова година ќе продолжиме со активности од овој и од друг тип. Морам да ве прашам, значи 2006 пред изборите со месеци гласот на светлината го блокираше градот, внесуваше исклучителна нервоза во сообраќајот, меѓу луѓето имаше караници, некаде и тепачки. И тогаш имаше два символа, едно старо југо и еден стокец, кој што многу често се наоѓа на некој од раскрсниците во градот и го блокира сообраќајот. Имате ли идеја дека можеби ќе ги позајмите тие две возила? Санта, тоа беше демократија. Значи, 10 луѓе со две скапани коли, со денови, со недели, со месеци, го блокираа сообраќајот во центарот на Скопје. Те на една раскрсница, те на друга раскрсница. И никогаш, во ниту еден момент, не им фалеше влакно од косата. Не е полицијата што не интервенира да ги отстрани. Туку не дозволуваше никој друг од револтираните граѓани, бидејќи имаше и револтирани граѓани кои што едноставно седеа со часови пред блокирани раскрсници, не смееше да ги допре. Иако на сите ни беше јасно дека е тоа партиска активност, бидејќи и се покажа дека сите тие учесници потоа дебело профитираа и станаа функционери во новата власт после победата на ВМРО ДПМН. Примерот што го давате е најдобра илустрација каква Македонија имавме пред 7 години и каква Македонија имаме денес. Тоа беше демократска држава. Со сите мани, со сите проблеми, со сите тешкоти, ама барем беше демократска, правна, слободна држава. Денеска, замислете, тако нешто се случи. 10 граѓани со две, како што велите, југо или што беше спачка. Југо и стокец. Не е битно, и стокец, да застана некоја раскрсница. Што ќе се случи во оваа полициска држава, во оваа режимска држава? Ако ја сакаме таа демократија и таа слобода како народ, ако сакаме да покажеме дека овој наш македонски народ има потенцијал, има капацитет, дека не бива да имаме држава не било каква, туку таква како што треба, нормална, правна, демократска, слободна, за тоа мора да се избориме. Тоа нема да ни падне од небо. Тоа нема само од себе да се случи. Тоа нема никој од надвор да ни го реши проблемот и да ни го подари. Или сме народ што заслужува таква држава, или ако не покажуваме волја и желба за такво нешто да се избориме, тоа ќе живееме со наведнати глави, стуткани, уплашени, замолчани, потиштени, погазени, понижени по сите основи. Ова е време тест време, историски тест. За мене лично, за СДСМ, за Здружената опозиција во Сојузот за иднина, одлуката е падната.
За нас враќање назад нема, за нас запирање нема, ние ќе одиме до крај. Клучното прашање е сега што правиме со 2 милиона луѓе? Ќе се согласат да живеат понижени или ќе се обидат, не да се обидат и да успеат да се изборат. До крај до целта. Која е целта? Нормална, демократска, слободна држава, просперитетна држава. Не може таква држава. Отворено кажувам, ако до сега сме имали дилеми, мене ми е после понеделникот, мене ми е чист патот. Сите дилеми и последните веќе не постојат. Не можеме да станеме нормална држава и да имаме некаква перспектива едина со оваа власт. Предуслов да се создадат можности за една таква земја, за едно такво општество, е оваа власт да се замине. При тоа, уште еднаш ќе напоменам, кога велиме власт, не мислам ја на 160.000 администрација, за не знам колку илјади полицајци или инспектори, или не знам вработени во здравство, образование, по министерства. Денеска власта во Македонија е сконцентрирана во не повеќе од 10 луѓе. Во не повеќе, тоа е диктатура. Кои што издаваат наредби, другите мора да ги слушаат и да ги спроведуваат. Некои се алиментирани, се вработиле во овој период. Некои се уплашени ако дојде до промена на власта, дека можеби ќе го изгубат работното место или ќе бидат префрлени на друго работно место. Меѓутоа, клучните одлуки, не клучните, сите одлуки, дефинитивно, и судски, пазите, уредувачките политики на дел од медиумите, не се носат во медиумите, се е тоа сконцентрирано во десетина луѓе. Рековте дека нема да бидете веќе во собрание, се извинам, и дека нема да учествувате на изборите. Со тоа што најново што го велите е дека нема да учествувате на изборите доколку нив ги организира оваа влада. Што значи дека оставате пат, нешто што вчера го предложи и Руфи Османи кога се повлече од собрание своите два пратеника. Оставате пат изборите по препораките на ОПСЕ и ОДИХР со силен меѓународен мониторинг, да ги организира евентуално некоја техничка или широка или коалиција, некаква влада на некаква коалиција и така. Значи, ако до пред некој ден како услов за учество на било кои избори, не само на локални, и парламентарни, и председателски, инсистиравме на изборното законодавство, на прочистен избирачки список и на посилен или посериозен меѓународен мониторинг. После ова, од понеделникот, тоа веќе не е доволно. Да се учествува на избори кои што ги организира власт, која што, ако можеше буџетот на овој начин го донесе, ако можеше ја тепа избрани пратеници во парламент, па тие како може да се однесуваат кон кандидати за пратеници во предизборен период? Како да и веруваме дека ќе ги подшитува тие закони? Значи, сега веќе се поставува прашањето кој ќе ги организира тие избори? Некој мора да биде тоа со кредибилитет, да му се верува. Не само ние, опозицијата, и власта, и ВМРО-ДПМНЕ, и ДУИ да веруваат дека ќе има фер, народот е најбитно, граѓаните да веруваат дека изборните резултати на вистина ќе бидат резултат на нивната волја. Дали тоа ќе биде техничка, експертска, преодна, концентрациона, широка, ние за власт не сме заинтересирани или за учество во таква власт, во таква влада. Ние сме единствено заинтересирани таа влада или таа структура да гарантира дека нема да има манипулации, фалсификати и насилие на тие избори. Без тоа нема логика ние да учествуваме. Ние немаме намера да учествуваме на избори кои што однапред ќе бидат фалсификувани, а ние да бидеме декор и алиби на овој режим, дека еве и опозицијата учествуваше. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ еве денеска си тера седница одговара на пратенички прашања. Па во таа смисла очекувате ли дека е можно да се реализира една ваква идеја, да се формира една таква влада која што може така да ги организира изборите? Не знам ја што ќе се случува и каква политика ќе тераат ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Дали ќе тераат усогласена политика, различна политика, каква ќе биде таа политика. А во најголема мера од нивните потези ќе зависи во кој правец ќе продолжи да оди Македонија. Јас знам што ние ќе правиме и тоа јавно и гласно го соопштувам. Значи, тука немаме дилеми. Имаме јасно дефинирана цел и ќе се движиме кон таа цел.
Дали ќе проработи некако чувство на одговорност кај владините коалициони партнери, кај луѓето што ја предвода тоа работа. Значи, ќе се вратам малце кај буџетот, не затоа што е најбитен буџетот. Таа брука и срамота што ни се случи пред цел свет во понеделникот. Одговорен премиер. Прво немаше да ја дозволи. Втора работа, ако веќе се случеше, неќе можеше себе си прости, неќе можеше сон да го фати. Затоа што тоа е нешто непоправливо. Ова ќе влезе во историја. Не во нашата историја. Другите по ова ќе не памтат кои за колку години сега натаму. И пазите, прво, го донесуваат буџетот, удираат аплауз. На такво тепање, на такво малтретирање, на такво срамотење на земјата, они око не им трепно. Аплауз, радосни се. 2-3 дена ликуваат, успеале, ги претепале опозиционерите. Денеска држат пратенички прашања, сами си прашуваат, сами си одговараат. Глумат нормалност, а создадоа лудило, кошмар во оваа земја. Значи, ја не знам кои ќе бидат нивните постапки, али точно знам што ќе бидат нашите постапки и јавно и гласно ги соопштувам. Уште едно прашање. Вие најавивте, имаше најава од кај вас дека попладнево ќе имате средба со представниците на дипломатскиот кор во земјава. Што очекувате? Ова е ваша прва средба по настаните од понеделникот? Да, ова беше една средба. На неја ја не присуствував, тоа го правеа други активисти, пратеници. Радмила Шекеринска во главно тоа го правеше. Беа поканети сите амбасадори или представници на амбасадите. Знаете дека се божикните празници, дел од луѓето веќе претходно беа заминати на одмор и така натаму. На земјите членки на НАТО, на земјите членки на ЕУ, на Советот за безбедност на Обединетите нации, постојаните членки, и на двете, се разбира, ОПСЕ, ЕУ мисијата, како и Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. За да им се предочи кои све од правен аспект процедури беа прекршени. Второ, да им се презентираат сите видеозаписи кои што на разни начини продреа во некои од медиумите, меѓутоа на едно место нигде не беа собрани, едноставно да се уверат самите изворно што е тоа што се случуваше во неделата, понеделникот, во собранието и пред собранието. Се разбира, очекувам тие своите извештаи да ги пратат во своите седишта, во своите централи, очекувам дека ќе има соодветни реакции во догледен период. Немам информации дали владата имала такви средби, но можеби ќе бидеме информирани за тоа. Само што нешто ве прашам, значи го спомнав на југо стокецот кој што беа обележен на месеците пред да дојде до промена на власта во 2006 година. Често се прават паралели со српскиот ДОСО од движењето на отпорот таму против Милошевиќ. Сите тие имаа некои своји обележја. Ако овие два стари автомобили беа тука препознатливи, таму беше нешто сосема друго, има беџови и многу други работи. Што ќе биде препознатливост на вашиот отпор? Не знам. Не знам, може би е тоа прашање на кое што треба да се посветиме, меѓутоа во сите овие тензични случувања на кои што бевме не само сведоци, туку и директни учесници, тоа прашање кое што не посветивме внимание. Она што ја го забележувам и на собирот пред собранието во неделата навечер, и на протестот во понеделникот пред парламент, и овие денови кои што се организираат блокади на сообраќајниците во Скопје и ширум Македонија, зборот кој што најчесто го слушам од граѓаните. Отпор. Отпор. Мора да се даде отпор. Ова е време за отпор. Македонски отпор, граѓански отпор. И да ви кажам, искрено, тој збор почнува се повеќе да го прифаќам и јас како најдобар синоним на она што го правиме и она што е неопходно на Република Македонија во едно вакво време. Бранко Црвенковски, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, јас ви благодарам за вашето учество во пресинг. Благодарам ја на вас. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Довидување.